веќе е поднесено вонреден правен лек пред Врховниот суд, иако не сум оптимиста дека нешто може да се промени, како што и предходно на предходната трибина реков дека и од апелацискиот суд не очекувам промени во пресудата што ја добивме во случајот Мијалков против нас. Исто така ќе се обратиме и до Уставниот суд на Македонија за да ги искористиме сите возможни процедури овде за да овој пат одиме во Страсбург. Зошто велам овој пат? Затоа што денеска многу се кајам што во процесот што го водеше Антонио Милошевски против мене лично како новинар, ние одевме пред Уставниот суд и она што е најразочарувачки, бидејќи рече дека од Уставниот суд ти барале нели некакви записи од овој собир, Медарски ќе потврди, беше многу разочаран од она што ние го добивме од Уставниот суд. Тоа беше препишана пресудата од апелација и додадена само една реченица. Тоа е на Медарски ставот. Само за да појаснам она што е најапсурдно во таа пресуда од екс-министерот за надворешни работи, е дека судијата констатираше дека душата на министерските души болат подлабоко и често им е поголема. Ова е најдиректно спротивно на стандардите на Страсбург. И да подсетам дека првостепениот суд досуди 16.000 евра оштета за душевни болки на министерот Милошевски. Клеветата беше во насловот како Сдруженијата на возачи станаа семеен бизнис на Антонио Милошевски, мислејќи метафорично дека татко му и брат му навлегоа во тоа. Сега, тоа е клевета од 16.000 евра за душевни болки. Од друга страна, да ве подсетам, не се споменати случаите, тука е пресудата еве по граѓанскава процедура, што ја покрена Геровски ГЕМ против министерот Зоран Ставревски, каде што тој на пресконференција кажа дека Геровски, односно ГЕМ, работеле на уривање на уставниот поредок и ова според судот, овој процес пред кривичниот се влечеше така неколку години, не можеа да го најдат министерот, но пред граѓанскиот суд заврши дека сето тоа си е во ред и уште Геровски колегиве треба да му ги надоместат трошоците на министерот Ставревски. Тоа е уште еден случај за двоен стандард на судот. Ги надоместите? Добро. Вториот случај е група новинари кои го тужеа весникот Вечер, каде што сите овие десетина новинари беа наречени дека земале пари од Грција за да лобираат за промена на името. Сега, во тој текст немаше наведено ниту извор, ниту документ, ниту ништо, онака, мислам, си кажувате вие од ракав како докажани факти. И овој предмет, кој 4 години се влечеше пред кривичниот, еве пред граѓанскиот суд си заврши дека има клевета, има навреда, како што рече и вчера го слуша Ферол Ризалф, ама нема автор. Така да колегите исто така изгуби едно 4-5 години по судски лавиринти за на крајот да се види дека нашето судство е според она Орвеловското, нели? Сите сме еднакви, некои се поеднакви од другите. Со и овие судски пресуди говори дека нашево судство, како и кривичното што беше, така и граѓансково сега, служи како заштитен појас на високи функционери на власта и нивни приврзаници, да бидат поштедени од било каков сомнеш, критика, без оглед дали имате документ, изјава. Затоа и во нашиот случај, она што за мене е многу страшно, што да речам нема одек во другите медиуми, тоа сме едни исти луѓе нели кои се дебатираме овде, а тоа е да прогласите дека не е релевантен еден извор затоа што неколку недели бил веќе екс амбасадор.